Daj ni milost Bože blagoslovine, daj ni um i razum, daj osvestine. Cvetni sonce duša da ni ogre, prati angel pesna da ni zape. Makedonski koreni. Makedonski koreni. Makedonski koreni. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме, раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка, на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И Свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години, само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста Тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас
од вечноста јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено. Да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив: бела, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од кај вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе, ваши браќа се, и сите преселби од кај вас кон север започнаа: Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говорлево. Каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кој сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа. Колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте, затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам. Јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски, да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците, светот да ја дознае, оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослове да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Блажено. Амин. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Драги слушатели, добар ден. Да го разгледаме изминатиот период кој сега се наближува во завршна фаза на нашето национално издигнување кај секој македонец
и да го завршиме прекрасното дело на избраните поединци во изминативе векови, на генерациите, чии замислени провидение го има резервирано за ова срекна доба. Да, драги слушатели, за сведоштвата на македонската цивилизација, за македонското општество, за македонскиот јазик, за поединците великани македонци кои со нивните потфати го заслужуваат аплаузот на универзумот. Да го споменеме само Филип II, Александар Македонски, Јустинијан I, цар Самуил, крали Марко и многу други личности. Еден од забележителните личности, кои со своите сведоштва и докажени и дешифрирани артефакти ќе ни ги објасни и разјасни, е нашиот денешен гостин, господинот Васи Илјов. Тој е архитект, виш конзерватор, еден од основачите на Сдруженијето на граѓани антички македонци. Како активист на Сдруженијето, неговите активности се пред се насочени кон истражувањето на историјата и културата на македонскиот народ од античко време па се до денес. Голема е неговата поддршка на сите проекти од уметничката, културната и научната дејност од областа на античката македонска историја. За древните македонци се вели дека имале најстаро организирано општество, како и најстар осмислен официјален систем на пишување во светот, кој бил предок на сите денешни азбуки. За античките македонци постојат сведоштва за најстар идентитет на човечката заедница со најстаро регистрирано име на територијата на Македонија и пошироко. Во продолжение на емисијата за поединостите, за правилното толкување на вековните заблуди и за неговите нови сознанија за потеклото на македонската историја, ќе позборуваме со нашиот денешен гостин, господинот Васи Илјов. Вели ми добре дојде во емисијата Македонски корени на господинот Васи Илјов. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов и една исправка во почетокот. Не сум виш конзерватор, туку советник конзерватор. Тоа е највисоко звание кое се дава за истражувачки работи, за проекти, за конзервација и реставрација на спомениците на културата. Така, јас ве паметам така, но ете, исправката ја сторивме. Господин Илјов, многу пати во гостувањето во нашата емисија достигнавме бројката до 40.000 години праисторијата мамутска Корјана. Ова со што вие денеска потврдувате, а за кој што сте се спремиле, велите дека и потврдувате дека македонската писмена традиција е од пред 100.000 години пред нашата ера. Како дојдовте до овие податоци? Во последните години се направени многу истражувачки работи од страна на истражувачки центри во Европа, Азија и Јужна Африка. Имаме извонредени доказни материјали како за името на Македонија, така и за најстарото општествено уредување на македонците. Со дешифрирањето на повеќе палеолитски, неолитски и подоцнежни надписи и записи на многубројни разновидни археолошки артефакти и спроведувањето макотрпни проучувања во областа на македонознаењето, се потврди соодветна македонска преисториска јазична појава и се втемелија почетоците на новата научна дисциплина во рамките на науката за јазикот, наречена македонска археолошка лингвистика. Така. Разновидните испитувања придонесоа да се утврди нова апсолутна хронологија на најстариот во светот облик на палеолитски македонски стандарден писмен јазик, кој во Бломбос се датира најмалку со околу 100.000 години пред наша ера. Во ова наше време веќе суптилно се препознава и осознава македонскиот преисториски лингвистички феномен, а светот на научните светови почна да обраќа се по заслужено внимание на палеолитскиот континуитет на македонскиот писмен јазик како прајазик и основен елемент на континуитетот на македонската цивилизација. Так. Во сета своја суштина се наметнува прашањето:
што е за нас нормативно, што била и што е јазична норма денес и на определено време од развитокот на македонскиот јазик. Значи, се расветлуваат и проучуваат разновидните функции на се што било, што е и што ќе биде во различните состојби и појави од развитокот на јазикот во минатите, сегашните и идните говорни подрачја и на видовите комуникација при секаква размена на знаци. Заедничкиот македонски јазик е тоа што им било потребно на сите наши предци, тогаш и таму, и што нам ни е потребно сега и тука, како најсовршено средство за комуникација. Подоснежните преобразби на македонскиот говорен и писмен јазик секако содржат некои составни елементи на јазикот, на времето и одредено позаимување на овие или оние јазични единици и нивно приспособување кон македонскиот јазик, како и неговата подоцнежна, одредена перманентна околукултурна состојба со употреба на некои јазични единици кои ги одразуваат состојбите во тогашните конкретни соседни историски култури. Прапочетната изворна палеолитска фаза на македонската изедначена јазична комуникација представува непобитен факт и таа со трите основни состави гласовен, граматички, речнички, сведочи дека е прајазик за сите денес така наречени словенски, европски или индоевропски јазици. Извонредно е документарна позитивната страна на многобројните зачувани и дешифрирани разновидни артефакти на македонската археолошка лингвистика, во кој се препознава исконската јазична структура на секое дадено време од палеолитскиот континуитет на македонскиот јазик, кој бил светски јазик на осведочен огромен говорен ареал, кој во последните илјадолетија пред наша ера испродуцира и вон културна употреба на разни културни бази и кој представува македонски код за комуникација во тие конкретни и различни услови. Секое квантитетно или квалитетно одцепување на македонскиот јазик од сопствената култура и палеолитскиот културен континуитет имало значителни последици како во однос на граничникот на говорното и културното пространство, така и во мултипликацијата на ограничените лингвистички резерви во секоја туѓа културна сфера. Идентификацијата и знаењето на секоја постара и понова конструкција на македонскиот јазик овозможува определување на степен на заедништво и различност на јазичните единици на истиот јазик во два или повеќе различни светови и распознавање на специфичноста на одредена јазична фанатичност на комуникацијскиот простор. Така. Имајќи ги предвид сегашните простори на комуникација, социјален, генетски, младински, детски, научен, верски, митолошки, книжевен, политички, административен, воен, фамилиарен и така натаму, како носители на јазикот, стануваат јасни и препознатливи се возможните освојувања на старите и секогаш некои современи нови комуникативни простори со прифаќање на одредени јазични единици со користење на некои нивни ретки примероци во соодветни комуникативни простори заради соодветно меѓусебно разбирање на носителите на јазичното говорно подрачје. Така. Македонската археолошка лингвистика со многобројните фиксирани зборови од даден македонски говор во дадено македонско време,
со елементи на официјални јазични структури и речничко благо, со значајни јазични норми на тоа одредено време, потврдува дека нормата е најпостојаната состојба на македонскиот и на секој друг нормиран јазик во дадено време, веројатно со контрола на утврдената изразна варијанта на нешто што во секој современо митолошко и историско време се сметало и се смета за избрана, допуштена јазична нормативна форма во даден период од континуитетот на македонската цивилизација. Веќе фактографски е потврдено дека најстарите македонски палеолитски јазични единици од околу 100.000 години пред наша ера имат фиксирани предложни и падежни форми, кои со групно издвоените единици на општата семантичка композиција, напишани со македонско писмо и на македонски јазик, презентираат пристапен, разбирлив, комуникативен систем за најсуштественото и најзначителното космичко тројство на македонската палеолитска митологија Ил, Ма и Иле, и тоа на исклучително мал и ограничен конкретен негласовен комуникативен простор 2 на 2 сантиметри. Буквално на таква една мала плочка се запишани најстарите македонски надписи. Откриена и дешифрирана? Да, и дешифрирана. Тоа е откриена во пештерата Бломбос, Јужна Африка. Таа се наоѓа на брегот наспроти Индискиот океан. Имајќи ги предвид македонските преисториски реални услови за соопштување на повеќе разновидни комуникативни пораки во дадено време и даден простор, ние македонците имаме секаква предност да го согледаме и да го разбереме поуспешно, посуптилно, севкупниот комуникативен модел на абстрактниот систем од знаци на нашите дамнешни предци, бидејќи и јазикот и писмото ни се исти, а се разликува само временската реалност на објективниот свет и времето на понудениот дискурс од триаголниот диаграм на интерактивната состојба реалност, текст и дискурс на испраќачот и примачот на пораката. Веројатно затоа и најмалата јазична единица од преисториското време на Великата Зета Македонија ни е своја разбирлива, интересна, прифатлива и драгоцена, бидејќи е составен дел од најстариот свет на зетување, на организираното живење на македонските зетови, невести, тестови, тешти, на најстарите македонски писари, митолози, свештеници, поети, филозофи, архитекти, градители, уметници и така натаму, и обични жители, кои во непрегледната територија на својата зета Македонија имале заеднички нормиран македонски јазик, заедничко кодифицирано македонско писмо, заедничка говорна територија и соодветно македонско палеолитско, неолитско и подоцнежно комуникативно однесување со македонски модел на културно однесување на своето време во македонското комуникативно пространство на македонската објективна реалност, продолжувајќи го македонскиот палеолитски континуитет со свое писмено, јазично и културно наследство на великата македонска цивилизација како прапочетна и континуирана основа на цивилизираното човештво.
Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон. Господин Ижов, вие не застанувате само на овие сведоштва, на овие доказни материјали. Сведоци сме на многуте колумни кои ги пишувате во дневниот печат, една од нив е во Нова Македонија. Она за кое што бевте се спремале, а под наслов Време на абсурдности, правдини и неправдини, би сакал да проговориме за какви неправди во Македонија станува збор. Овој материјал бил спремен за колумна во Нова Македонија, меѓутоа, за жал, не е отпечатено. Се работи за абсурдности кои се случуваат во светот, така, во однос на Македонија, на името... И тоа токму сега? Точно. Притисоците кои се прават во однос на промена на името, на идентитетот, непризнавањето на Република Македонија како так, посебен идентитет на македонскиот народ и така натаму. Дури, државната секретарка, да речеме на САД, господја Хилари Клинтон, веројатно, може би не ни била лута, меѓутоа ја заобиколи Македонија, што сме, веројатно заради тоа што сме многу упорни во истрајноста да не го промениме или продадеме името и сопствениот идентитет, што решила неодамна, нели, да не заобиколи или да не прескокне како Македонија и македонци. Така. Таа во своите хуманитарни спомени од 2001 година може би не памети само како граѓани на некоја си држава Стенковец, нашата почитувана и осведочена пријателка на некогашните прифатени жители во Стенковец, како многу влијателна дама, веројатно не заборавила дека во својата татковина има повеќе помлади градови државички во наводници нормално со име Македонија, кои нашите иселеници ги изградиле и така ги нарекле само поради името народниот крај, кој од секој се вика Македонија. Може би ние лута што и натаму се викаме македонци и својата земја се ја викаме Македонија. Исто онака како и македонските иселеници кои така нарекле и викат повеќе места во Соединетите Американски држави. Тоа е наше македонско легитимно право да не се повиниме на ничија дамнешна подмолна желба некој нас креативно да не осовремени, се разбира во наводници, и да ни промени име и идентитет нам, кои сме со палеолитски писмен, јазичен и културен континуитет, кои сакаме нашата Република Македонија вечно да го носи исконското име на нашите предци од великата зета Македонија, најстарата држава во светот на световите, која најмалку пред 77.000 години во македонскиот свет се простирала на 3 континенти – Европа, Азија и Африка. Така барем ние или нашите предци ги нарекле овие континенти во енеолитот според поновата македонска митологија од околу 1500 години пред наша ера. Во овој дамнешен свет на преобразби, војни и насилства, свет на двојни аршини, на посилниот, свет на абсурдности, правдини и неправдини, свет на некој фашизоидно беззаконие во име на демократијата и просперитетот, на силните и мокните, свет на арогантно едноумие во име на демократијата, на многоумието и експлоатацијата на трудот, свеста и совеста на човештвото, рушејќи ги сите меѓународни норми и принципи на однесување. Се протежира некој си нов вид парадоксален поредок на интеграции и глобализации,
абстрахирајќи ја горчината на понижените и навредените луѓе. Сегашната цивилизација е продукт на нечие и сечие минато, а најмногу на најстарите и најразвиените цивилизации кои го условиле, моделирале и насочиле творечкиот развиток на целокупната човечка цивилизација. Следствено, не се и не можат да бидат разбирливи некои налудничави, ирационални спорови, желби и барања на некои членови на Европската Унија, на НАТО и на Обединетите нации за промена на исконското име на државата, народот и националниот јазичен, писмен, културен и друг идентитет на Македонија и на македонците како предуслов за просперитет, наводно, нормално во наводници, посрекна иднина или наш наводно загарантиран нов, подемократски и покреативен идентитет. Ако и натаму би действувале македонски гордо, би го бранеле своето национално и човечко достоинство и би постапувале спротивно на абсурдните грчки и други соседски барања и на инсистирањето на нивните бескруполозни ментори за целосно македонско обезличување, тогаш наводно би стапиле на сила изолации, блокади, посуптилни сценарија за предизвикување беда, мизерија, сиромаштија, безредија, неразвиеност и наводно наше задолжително исчезнување од земјината топка. Ах, тие пусти, локални, европски и светски инвентивни режисери, филозофи, аналитичари и експерти за ширење на страв и осмислување на модели за предизвикување безизлезни локални, европски и светски ситуации. Нормално, ова не се однесува за нашиот признат пријател Соединетите Американски држави. Меѓутоа, во соседството имаме многу такви случаи кога се инсистира по секоја цена, благодарејќи на некои ментори од Европската Унија, да си го промениме името на државата и идентитетот на народот. Со исклучително чувство на гордост, македонците ги препознаваат сите Македонии и нивните разновидни демократски облици на правно, административно, економско, мултикултурно и друго постоење во рамките на федеративната демократија на Соединетите Американски држави. Независно кога, како, зошто и од кои биле основани градовите, селата, општините или слободните провинции со најстарото име на светот Македонија, некаде во 1845, 1870, 1914, 1915 или 1950 година, тие секојдневно постоеле и се уште постојат со македонско-американски идентитет и досега немале и немаат некои нерационални барања ниту од страна на нивните лојални граѓани, ниту од почитуваните соседи или кооперативни соседни административни единици, ниту пак од неразумните националистички, политичко-шовинистички или крајно радикални грчки влади и лобисти или од страна на нивните непринципиелни пријатели, спонзори, потикнувачи или помогачи од Европската Унија, НАТО и Обединетите нации. Пред се импонира категоријата слободна провинција Македонија во државата Тексас, односно Македонија слободна провинција Тексас. Основана во 1915 година како заедница Македонија, од страна на емигранти
од Егејска Македонија. Импонира македонската заедница Македонија во државата Алабама. Така. Во која нашинците изградиле основно училиште уште во 1956 година. Импонираат градовите со име Македонија во повеќе држави, вклучувајќи го и градот Македонија во државата Охајо, кој според официјалните податоци од 2000 година се простира на 367,9 квадратни километри и има 9224 жители и така натаму. Сите тие имат своји локации, географски координати, македонски жители и загарантирани уставни и други права во рамките на демократското уредување на најсилната и најмоќната држава на светот, тоест на сегашниот свет на световите. Тие многобројни Македонии во Соединетите Американски држави не представуваат закана за постоењето и просперитетот на заедничката татковина, ниту пак некој во светот на световите и кај силните и моќните Европска Унија, НАТО или Обединетите нации има претензии, омрази, зајадливост поради размноженото име Македонија, име на нашите македонски предци и на најстарата земја на македонскиот свет, Зета Македонија, со палеолитско, фактографско, писмено, јазично и културно сведоштво. Тогаш зошто антимакедонизам на македонскиот полуостров? Македонскиот народ со исклучително гостоприемство ги пречекува сите канети и неканети гости, бидејќи е библиски, предбиблиски и митолошки народ со најстаро име во светот на световите. Ако некои луѓе, политичари, емисари или кавгаджи не се задоволни од своите национални имиња, нека ни направат чест и нека се наречат македонци. Ако некои љубоморни европејци не се задоволни со нивното име од нашата понова македонска митологија, тогаш нека благовремено Европската Унија е наречат Зета Македонија, а сите нејзини поданици нека се викаат македонци. Ние македонците нема да се лутиме, караме, буниме или закануваме, туку ќе бидеме благодарни и горди што ќе помогнеме да се решат или отстранат сите ирационални барања, нецивилизирани настапи и секакви закани, ужасни војни, сегашни и идни недоразбирања, претензии и можни раздорни времиња и абсурдности, правдини, неправдини и антагонизми. Македонците секогаш биле, се и ќе бидат само македонци. Друго не можеме ние да бидеме. Предлагам куса пауза и потоа продолжуваме со разговорот. Драги слушатели, тоа беше првиот дел од емисијата Македонски корени. По рекламниот блок продолжуваме со емисијата со нашиот денешен гостин, господинот Васил Илјов. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.